Нешто нелогично се случува на истокот кој бил близок на британците и карактерот на таа појава и големината на тој геополитички процес од голема мера зависи и од карактерот на информацијата која ни ја пренесуваат глобалните медиуми. Се работи за ISIS, оној маркетиншки бренд, и геополитички аспекти и од маркетинг, од економски карактеристики стигна до голема фаза во тој аспект. Многу ми ме прашале што е, кога се појавува и така натаму, дури јас самиот се прашувам како успеа таква појава преку ноќ да стане планетарна дискусија, носител на таква дискусија. Основата на такви проблеми, таквите појави се наоѓа во историјата и во многу други платформи. Јас би рекол дека основата на таквите форми се наоѓа во таа потреба од создавање на некоја параноја. И во антиката и понатаму во целиот развој на таа историска структура на светов се наоѓа таквите појави. Например, еднаш беше Ханибал, патесата ги плашеле со неговата појава, дека кај да ја доаѓа тој пред портите Ханибал до портот, понатаму во помодерните времиња на време беа русите, односно комунистичкото црвенило, кадеше демократскиот свет кој не беше комунистички се плашеше од некоја руска инвазија и обратно. Кај овој руски свет, односно комунистички свет и таа хегемонија, постојал некој страф од тие лошите капиталисти или било како, значи цело време се појавува некоја политичка или општествена параноја која мора да го сади тој страф кај населението за константно да се случува нешто, односно да се има тој поим дека нешто се случува кој може да придонесе до крај. Односно, она што го плаши на обичниот човек, неизвестност, односно крајот. Секој човек има некој оформен страф од некој крај кој, ако добро се презентира во параноични смисли, може да биде и неизбежен. Цело време мора се обновува тој феномен на параноја и во 90-тите години навака, кога светот стана едно поларен, односно имаме само еден владател, Соединените американски држави, односно сите тие другарчиња на тие западни вредности, кога веќе ги нема русите, ги нема комунистите, односно светот е единствен, демократски, со она тенденција да стане буквално демократски целиот, тие сите 510 милиони километри квадратни да имаат само една култура, како што тргнало. Меѓутоа, во меѓувреме повторно сето тоа население, без разлика дали живее под иста платформа, мора повторно да го има тој страф. Таа параноја не е само во геополитичка фаза да се плаши од некоја воена платформа или така натака. Цело време си има војни, нормално и сите тие представуваат некоја основна точка дека истото може да се случи на домашен терен ако не се интервенира веднаш, па да тоа многу војни били оправдани. И тоа се одело и на некои општествени природни тези. Може астероид да удари, може да поскапа дјаволката и така натака. Значи цело време мора да се пази на некоја параноја. Меѓутоа, веќе темите се трошат полека од секој аспект, затоа што населението некоја станува свесно или пак брзо заборава дека тие работи нема да се случат. Меѓутоа се константни, да земеме за целина. И, например, од 90-те години навака постоја некои теми кои има основа во диктаторство. Еднаш беше Хуго Чавес, понатаму беше Садам Хусейн и така натака. Тие се некои решливи, меѓутоа нерешливи теми кои цело време онака се оставаат како hotspots. Во последно време овие нови години се северно-кореското прашање, Иран, тек тука некоја се спомнува Фидел Кастро, веќе го заборавија, па и тој заборавија да се слика со вестник дека е жив воопшто. И веќе остана онај Блискиот исток денеска, каде што константно, значи гледаме од историска база и денеска онака нешто се случува што има геопланетарен интерес, односно тоа е центарот, на епицентар на сите случувања кои можат да придонесат до некоја светска дестабилизација. Од таму може да изведе секоја некоја нова сила која може да го поремети денешниот свет. Ако земеме дека американците тие 24 години веќе сега се осамени на врвот во геополитички аспект и како такви добија многу епитети. Ако порано во текот на студената војна и претходно беа од една страна гледани како
ослободувачи, како светски полицаец, од друга страна, значи, поделен е светот сепак како да ги гледа американците, некој ги ослободува, некој ги полеснува маката, на некој ги поробува. Сега се сами и нормално епитетите следат дека тие се не ослободуваат, туку го поробуваат целиот свет, онака, ако земеме дека целиот свет е онака поларен, американците веќе онака владеат со истиот, затоа сите тие епитети низ историјата, и последно 24 години помина, пак ги прават тие војни, меѓутоа да сите постои некој осудување, ако земеме ирачкиот проблем 90 година, со 91-92, првата заливска војна, не го решија тој проблем, си оставија основа за понатаму да се ординира таму, 2003 го решија, меѓутоа пак некако нели се појавија тие теории дека џабе појдеа таму, па појдеа за нафтата, па испадна дека лажеле во врска со оружјето за масовно уништување и така натака, уште поќе го зајакнаа тој, како би се рекло, епитет дека се окупатори, онака што во денешниот свет не е убаво на таква брендирана организација во форма на државно да добива такви епитети од целиот свет, кога веќе се стремиме кон либерализам и така натака. Во такви рамки американците, ако земеме вака условно народски кажано, барем со администрацијата на Обама, односно ја продолжуваат таа политика без разлика кој е на власт. Во контекст на Ирак, например, нели најавија повлекување од самиот тој нерешен проблем, односно се тука додека создадат некоја можност за демократија, значи ја посадија таа демократска основа, па понатаму се повлекуваат и нели до 2011 беше онака некото комплектно повлекување, меѓутоа баш во тие моменти се случуваат оние тамошни проблеми кои го создаваат она денешно сивило и големите проблеми на Ирак, кои ги знаеме сега. Во меѓувреме Ал-Каида беше нели големата параноја, таа беше се присутна и се моќна, па и не се решија, а денешниот ИСИС фактички го фигурираат како некое братство со Ал-Каида, бито некоја фракција од истата, и сега имаме некоја нова терористичка организација со која не може да се справиме. Повторно е се моќна, повторно е доста активна, а истото се поклопува со повлекувањето на американската војска од Ирак. Значи се повлекуваат и најдна се појавува некоја нова организација за која веќе мора да се интервенира повторно. Значи имаме првата заливска војна кога американците не го решија проблемот, па мораше да интервенираат пак во 2003, па го решија, меѓутоа беа окупатори, па се повлекоа и се повторно го имаме тој уште пограндиозен проблем од кој се плашат сите држави во светот, нели? Немаме некоја официјална држава која отприлика ги поддржува овие ИСИС или како и да се вика, нели, им го брендира името без да ги прашаат воопшто како, зошто и како се дошло до нивната структура. Едно време беа на Левант и на Сирија, сега се на Ирак и на Сирија, значи нивното име се конфигурира со она што го држат како територија. Проблемот од една страна потекнува и од структурата на Ирак, нели, владењето на Садам Хусейн, се случува и таа ирачко-иранска војна, каде што Иран отприлика барем така му го залепија тоа дека има некои империалистички нагони, односно да префрли некоја од своите можности за власт барем во владењето на Хомейни, значи 89-та година. Ирак се плаши од иранската инвазија некоја заради тоа што во Ирак живеело неколку посто шиитско население кој е доминантно во Иран. И денеска се испоставува, односно постојат тие теории дека шиитското население во Ирак било доминантно, не знам колку е таа теорија точна, меѓутоа во време на владење на Садам Хусейн сунитите беа владеачка класа, односно структура во Ирак, а сега се испоставува дека шиитите, ако не се владеачка, барем се голем дел од тоа население, па сега ја формуваат таа нека форма на власт што има Ирак. Значи, затоа се вклучува Иран во таа битка што се случува денеска на дипломатско и на војно ниво во Ирак, а од друга страна пак и американците имаат интерес да останат таму каде што беа окупатори, односно ослободувачи, да добијат некоја нова функција. И пак целиот свет е заинтересиран. ИСИС е таква организација која им го лепат само тој епитет дека се екстремисти, исламски екстремисти од сунитски карактер, и затоа Иран е против нив, државната администрација на Ирак е против нив, курдите се против нив и така натака, односно се случува некоја исламска борба во срцето на исламизмот, нели? Каде што сите очекуваат американците конечно да го сечат во корен тој проблем
и светот повторно да живее во некоја благосостојба, кога се појавата на следна параноја. Не е потребна некоја голема анализа, затоа што тешко дека треба да се поверува во сите тие анализи и сите тие потенцирање дека ИСИС е толку моćна организација што може да понатаму да прерасте во нешто големо што нема да го спречи никој, па дури да ширеле некое големо исламско, не знам, воскреснување и така може дури за аспекти да се создаде некоја нова исламска држава, која ќе представува закана за сите нас, па дури и за планетарното ниво. Бројките, например, на ИСИС колку се предпоставуваше до време дека се 10.000, 15, па се стигна сега од некои бројки на ЦИА дека се 30.500 дури, значи некои формални бројки даваат, што е минорно. Се работи значи за 20.000 луѓе кои без разлика дали се истренирани, без разлика какви капацитети на оружје добија, без разлика колку територија зафаќа, нели отприлика нешто повеќе од Македонија е таа исламска држава, иако јас мислам дека не може да се нарече таква исламска држава, затоа што ги нема тие структури на држава, односно тие само држат некои нафтени полиња, посебно во Сирија, тие што се изворите на нафта. И нормално, од тој аспект, нели, продава нафта, така натака да има некоја корумпирана вредност, затоа зафаќа некоја државна форма, и тоа сепак се онака некоја псевдо државна форма која сака да постане нешто поголем геополитички размер. И убаво е поделено, нели, таа форма нивна државна, зафаќа делови од Сирија, делови од Ирак, и кога интервенира во Сирија, ирачкиот дел им останува некако прибежиште и обратно, значи убаво се структурира тоа, убаво е поставено некако картографски, што интересно делува, затоа тој го има бренд. Мислам дека дури ако некој намерно го правеше тоа, баш ќе го направише како што е сега направено, за убаво да делува и да може да му се лепат етикети за понатаму да се брендира таква да иста појава, па може некојаш и во филм да се појави. Затоа мислам дека не е потребна некоја голема анализа, туку може да се оди на оние теории кои може да се постават познавајќи американската политика. Според мене постојат две варијанти. На темел на што го гледаме сега, што го прави ИСИС, нели, го фаќаат светот на емоционална база, им покажува на интернет декапитации на новинари, што би требало да значи дека ИСИС е толку лоши, што веднаш мора да се интервенира и да се запре тоа лудило, иако тоа се случува во некои пријателски земји, например, како Саудиска Арабија, што им е пријателска на американците нормално, меѓутоа ова е потенцирано како нешто што мора веднаш да престане, и да тоа светот веќе е алармантен околу таа појава, и да тоа ги чекаат американците, односно кои да е од тоа НАТО крило да интервенира и да запре оваа појава. И од друга страна пак, што би рекол и Джело Биафра едно време, дека американците сакаат да направат нов Виетнам, односно една војна која може, ама не мора да се добие, и тоа не мора да се добие веднаш. Онака што повеќе трае, тоа подобро, нели, да се проложи таа варијанта на параноја, каде што целиот свет онака затресен и се вика што би се случило ако не постојат некои бранители како американците, а во друга страна пак војната индустрија не носи приходи и така натака целиот свет е растреможен и нешто се случува. Првата варијанта е според мене доста веројатна, затоа што мислам дека освен американците, односно тоа НАТО крило, никој друг не е способен да интервенира во ИСИС, односно во Ирак и во Сирија моментално таа држава, затоа што не дека ИСИС е толку силен, туку другите се отприлика неспособни. Како положение на таа варијанта, односно ова моје мислење, американците, односно светот сега чека другите да ги молат да интервенираат, односно тоа ќе го добијат онај епитет на ослободители, односно еве конечно доаѓаме повторно во Ирак, каде што ме осудивте дека сме окупатори, сега сме тука да останеме за секогаш, без разлика на нашите придобивки од истото. Дали ќе биде тоа нафтени ресурс или геополитички аспекти што се тука веднаш до Иран и така натака. Тоа веќе ќе ги скратат сите тие епитети дека се окупатори и нормално ќе добијат таа фаза на ослободителство. А другиот аспект сепак е она и доста добро би било доста добро геополитички издржано доколку создава таква некоја војна која ќе трае со некој непријател кој е се присутен и така натака, каде што сите тие вложувања во воени формации и буџетот за воени аспекти нормално ќе биде оправдан.
цело време ќе има некаков конфликт, да се занимава рајата како прво, и тој онај политички аспект на паранојата да продолжи на светско ниво и нормално да има некоја форма на поделеност на светот, каде што ќе постојат и добри и лоши, односно и две варијанти на политичкиот избор на светско ниво.